Почитувани, СДСМ и јавното обвинителство молчат за документиран криминал во Прилеп. Криминал за кој што директно е одговорен Илија Јовановски, поранешниот градоначелник од СДСМ во Прилеп. Ред се редат кривични, а јавните обвинители никаде ги нема глас да пуштат. Да подсетам, согласно законот, за соучество во дело се смета и со постапување, но и со непостапување. Во вториот дел како соучесништво. До сега неколку пати посочивме јавно за случајот во Прилеп. Јовановски прво на нелегален начин променил инвеститор на парцела во центарот на градот, за потоа новиот инвеститор, фирмата Дино 99, да изгради дивоградба објект надвор од рамките на дозволениот проект и сето тоа е документирано од градежните инспектори од општината. Постапката во тој случај е јасна. Решението за градба треба да биде ништовно. Но наместо поништување, Илија Јовановски на нелегален начин дозволил да се изгради дивоградбата со обид за измена на проект во градба. Нормално, надвор од законот. Уште еднаш, честитки за градежните инспектори што документирале криминал и постапиле по закон без разлика на притисоците на Јовановски. А прашањето, кое што мора Јовановски да го одговори, е дали целиот овој криминал е направен затоа што сопственикот на инвеститорот, Дино 99, е близок роднина на Илија Јовановски. Дали можеби ова требало да биде нова семена зграда во Прилеп? Дали Јовановски во Прилеп криминално дозволил семена зграда за свој роднина? Почитувани, пример за криминално водење на локална самоуправа беше Прилеп, како и за владење на криминалот во градот. Локалните власти на СДСМ владееја потеркот на фамилијата од Струмица, да се земе се и да се богатат на грбот на граѓаните. Но ќе дојде ден кога јавното обвинителство и правосудниот систем ќе излезат од скутот на мафијата и правда ќе има за се. Да не се повтори картели и фамилии да ја водат државата по принципот на СДСМ. Ви благодарам.